Ахмети на брифингот порача дека по 100 години од балканските војни дојдено е време за народите да се помират. Тоа во контекст на Македонија значи дека е дојден моментот за конечно решавање на спорот со името, бидејќи земјава има голема потреба од членство во НАТО и Европската унија. Лидерот на ДУИ рече дека партијата била во дипломатска офанзива со посети во регионов, но и во меѓународните центри. Тоа според него било со најдобра намера да се ангажираат меѓународните пријатели за оваа тема. Според него во овој период темата за името добива на интензитет кај меѓународниот фактор. Вели дека Франција покажала заинтересираност за решавање на проблемот, како и земјите од регионов, а грчкиот премиер Самарас во август ќе има средби во Вашингтон на кои ќе се разговара и за името. Додаде и дека целиот Западен Балкан е заинтересиран за интеграција. Нашиот коалициски партнер ВМРО-ДПМН не се залага за јавна дебата по прашањето за спорот со името, а ние напротив се залагаме. Иако сме владини партнери, сепак имаме разлики, рече Ахмети, додавајќи дека во спорот воопшто не се разговара за идентитетот и јазикот, туку само за името. ВМРО-ДПМН инсистира на уставното име, но очигледно тоа не поминува. Затоа е потребен диалог, преку кој би се дошло до компромис, што пак значи решавање на проблемот, објаснува Ахмети. Писмото со кој македонскиот премиер од грчкиот колега бара интензивирање на преговорите на највисоко ниво, за Ахмети е доволен доказ дека Груевски е посветен на прашањето и е отворен за наоѓање решение. На крајот тој со жалење констатираше дека по добивањето на кандидатскиот статус земјава е тргната од меѓународната агенда, но посочи дека во сите негови посети барал интеграциите на Македонија да бидат приоритет. Ахмети го заокружи разговорот со новинарите, порачувајќи дека земјава во иднина гледа како Македонија на Охридскиот рамковен договор, со граѓани кои имаат еднакви права, членка на Европската унија и НАТО и економски силна.